вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Деновите на македонската култура во Соединетите Американски држави продолжуваат со настани во Вашингтон, но најпрвин Организацијата за економска соработка и развој предупреди дека многу економии во светот може да западнат во рецесија најлоша уште од времето на 1980-тите. ОЕЦД предвидува економско забавување во САД, Европа и во Јапонија. Главниот економист на ОЕЦД, Клаус Шмидт-Хебел, најави дека бројот на невработени во земјите членки може да нарасне со 8 милиони. Светската банка пак денес објави прогноза дека кинескиот економски подем наредната година ќе забави на најниска стапка во речиси 2 децении. А најголемата економија во светот, американската, во третиот квартал од годината се намалила за повеќе од колку што се очекувало, половина процент, според денеска објавен владен извештај. Економистите кривицата ја фрлаат на наглиот пад на потрошувачката активност, клучен елемент на кој отпаѓаат околу 2/3 од американската економија. Со цел да ја потикне потрошувачката, владата денес најави нова програма за помош на компаниите кои издаваат кредитни картички, кредити за студирање и за автомобили, како и стамбени кредити. Новоизбраниот американски претседател Барак Обама го представи својот тим, кој ќе се справува, како што рече, со економската криза од историски размери. Обама рече дека го составил тимот од најдобрите умови од Америка. Финансиските пазари се под стрес. Продажбата на домови во октомври падна на најниско ниво во последниве 50 години. Преку половина милион се пријавија како невработени, најмногу во последните 18 години. Ако не реагираме брзо и смело, многумина експерти веруваат дека би можеле да изгубиме милиони работни места наредната година, рече Обама на пресконференцијата посветена исклучиво на економската ситуација. Обама го номинираше претседателот на Федералните резерви на Њујорк, Тимоти Гајтнер, за прв човек на владиниот оддел за финансии, а поренешниот секретар за финансии Лоренс Самерс за раководител на Националниот економски совет. Како директно ангажиран во напорите на актуелната влада за спас на финансискиот сектор, Обама смета дека Гајтнер има уникатен увид во кризата, а на Самерс му даде признание за работата на претходните меѓународни економски кризи. Обама најави голем стимулативен пакет што ќе ја врати економијата на здрави нозе, како што рече, и ќе создаде 2,5 милиони работни места. Во Вашингтон, претседателот Буш кажа дека има координација меѓу сегашната и новата влада за економските потези, односно дека неговиот секретар за финансии Хенри Паулсон соработува со транзициониот тим на Обама. Викендов владата го одврза кесето за да спаси уште една институција, банкарскиот гигант Citigroup, кој беше на работна колапс. Сенатските распити за потврдување на главните економски соработници на Обама треба да започнат набрзо по 20 јануари, откако тој ќе даде заклетва на функцијата. Цената на американскиот обид да се спасат проблематичните сегменти на економијата предизвика загриженост меѓу финансиските аналитичари, членови на Конгресот, како и даночните обврзници. Новинската организација Bloomberg јавува дека наоѓањето излез од ситуацијата севкупно ќе чини 7 трилиони долари, или околу 24.000 долари по жител во САД. Тоа е 9 пати повеќе од цената на војните во Ирак и Авганистан заедно. Американската државна секретарка Кондолиза Рајс наредната недела ќе биде на 6-дневна турнеја по Европа. Ќе ги посети Велика Британија, Белгија, Италија, Финска и Данска. Рајс во Брисел ќе учествува на самитот на министри за надворешни работи на НАТО на 2 и 3 декември. На крај на вестите, за еден дублер кому очигледно опасноста во акционите филмски сцени не му е доволна. Со ранец на млазен погон на себе, Ерик Скот прелета 457 метри широк, но и 335 метри длабок кањон во Кањон Сити и сојузната држава Колорадо, и тоа со брзина од 120 км на час. Зошто? Поради возбуда, ако ништо друго. Во продолжение на News Flash, во македонската амбасада во Вашингтон, во рамки на Денови на македонската култура во Соединетите Американски држави, изложба имаше истакнатиот уметник Димче Исајловски. Димче Исајловски слика во Отава, соседна Канада, и се представи со 30 на најнови дела во Вашингтон. Вели чест му е да ја представува Македонија преку негови поставки.
ова е дел од еден поголем циклус на кој што работам веќе 2,5 години, како што сум на американскиот континент, а се вика Слики од Македонија, тоест Painting from Macedonia. И ова е 1/3 од тие слики што ги донесов тука, кои што веќе ги имам направено и кои што имам намера да се представам из целиот континент американски. Веќе имал 2 представувања во Отава, за следната година планира уште неколку изложби низ САД. На почетокот бил загрижен дали ќе имал инспирација, затоа што го напуштил родниот крај, стравувал дали ќе може да твори далеко од Македонија. Сепак, задоволен е како ја представува македонската култура со сите наши атрибути, кои ги носиме во себе, вели Исаиловски. Зоран Јолевски, амбасадор на Република Македонија во САД, говореше дека годинава земјата првпат се представува на овој континент во областа на културата. Целта на овие денови на македонската култура е да покажеме на американскиот народ дека ги споделуваме нивните вредности во областа на културата и е фактички дел од презентацијата на Македонија со цел да развиваме така наречена јавна дипломатија, каде што Македонија не само политички, туку и во другите сфери се презентира во америчкото општество. Нареден настане вечерва концерт на маестро Борис Трајанов во холот на Светската банка. Како увертира на неговиот концерт, музичарите Драган Дутовски и Александар Стефановски на изложбата представија дел од македонскиот изворен мелос. Тоа беа вестите за овој вторник 25 ноември 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме утре.